Специјалното јавно обвинителство од Основниот суд Скопје 1 Скопје прибави 2 судски наредби. И тоа една судска наредба за одземање на службена документација од Управата за безбедност и контраразузнавање, која службена документација се однесува на сите издадени посебни истражни мерки кои што се однесуваат на следењето на комуникациите и на книгите за евиденција на ваквите мерки. Другата наредба, која што специјалното јавно обвинителство ја прибави од судот, е наредба со која што наредба за претрес на компјутерски систем и компјутерски податоци. Имено со оваа наредба, односно со предлогот што ние го доставивме до судот, а потоа судот нели го авторизираше со наредбата, дозволено е да се изврши претрес и пребарување на компјутерски систем и компјутерски податоци. Податоците кои што ги бараме се специфични и се круцијални за работата, за нашата работа, пред се од причина што се работи за податоци врз основа на кои може да се утврди кои се броеви биле предмет на следење на комуникациите. Се работи за два системи кои што во моментот од кои што во моментот треба да се извлечат податоци. Едниот е главниот систем за следење на комуникации кој што моментално е во употреба во управата, а другиот е помошен систем. Во однос на самите системи, тоа се сите податоци кои што во овој момент можеме да ви ги обезбедиме. Сега за она што се случуваше во текот на вчерашниот ден. Од наша страна се разбира откако ја добивме судската наредба, беше побарана и асистенција од секторот за внатрешни работи во Скопје, бидејќи секоја судска наредба се спроведува со асистенција. Асистенцијата беше барана доколку не сме во можности се појават проблеми при спроведување да ни биде обезбедена таквата асистенција. Од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање бевме примени и подолг период се убедувавме за тоа дека треба судската наредба да се спроведе. Судските наредби им беа врачени од наша страна, формирана е и комисија од страна на Министерот за внатрешни работи, се разбира исто така по наше барање, за да и Министерството за внатрешни работи има целосен увид во целокупниот процес на влечење на податоците за подоцна, да не се каже дека специјалното јавно обвинителство правело нешто самостојно и противзаконски. Во комисијата има и членови од Управата за безбедност и контраразузнавање. Она што специфично е и треба да се напомене, а и специјалната јавна обвинителка вчера во првата своја изјава го наведе, дека соработката со Управата за безбедност и контраразузнавање оди на вистина тешко. Значи, ние се убедуваме дали треба да се спроведе судска наредба, што е преседан до сега, и загрижени сме во оваа насока. Каква порака се упаќа на граѓаните на Република Македонија со тоа што државна институција одбива да спроведе судска наредба и бара изговори за тоа зошто судската наредба не може да се спроведе, наместо да се изнајдат начини како таа судска наредба да се спроведе. Во текот на вчерашниот ден, односно веќе ноќта фати, некаде 1 часот беше кога излеговме да дадеме изјава за она што се случува внатре. И известивме дека јавни обвинители од ова јавно обвинителство и истражители дежураат во Управата за безбедност и контраразузнавање. Сакам да појаснам дека по наредбата за одземање на документација и на книгите за евиденција веќе се постапува и наши истражители вршат попис на сите наредби, нормално ги попишуваат во потврда за одземени предмети согласно Законот за кривична постапка, и потоа ќе следи одземање и на книгите за евиденција. Веќе се постапува по тоа од наши истражители кои што се на лице место. По однос на другата наредба, тука наидовме на проблеми во извршување на истата, кои што и се уште до почетокот на оваа пресконференција не беше најден начин да се разрешат и да се пристапи кон извршување на судската наредба. За наше непријатно изненадување е што утрово дознавме дека во рамки на Министерството за внатрешни работи воведени се посебни процедури за влез, па така нашите истражители кои што беа да ги заменат колегите кои што цела ноќ работеа таму и ги попишуваат документацијата, беа оневозможени да влезат, па моравме да чекаме повеќе од час за истите да ги заменат своите колеги. Уште поголемо непријатно изненадување за нас беше што истото се случи и со обвинителите, вклучително и специјалната јавна обвинителка, кога отидоа да ги заменат колегите кои што ја поминаа буквално ноќта во Управата за безбедност и контраразузнавање. Би појасниле и дека од првичната просторија кај што бевме, сега сме сместени на друг спрат во помошна просторија таму, и таму ќе чекаме се до конечно спроведување на наредбата.
Во текот на вчерашниот ден, се додека траеше состанокот со представниците на управата и додека се обидувавме да изнајдеме модус за извршување на наредбата, веќе тоа и го известивме на нашата интернет страница, на состанокот присуствува и директорот на Бирото за јавна безбедност, господинот Чавков, и заменскиот министер, господинот Андонов. Во кое својство, и ние не добивме одговор, единствено ни беше кажано дека се тука на поканата на директорот на управата и тоа беше се што беше достапно во тој момент како информација за нас. Сакам да кажам дека, и ќе ја повторам специјалната јавна обвинителка, ние треба да ја спроведеме судската наредба. Се работи за судска наредба и нејзиното спроведување задолжително, особено што предмет на судската наредба се податоци кои што се од исклучителна важност за работењето на ова јавно обвинителство. Токму поради тоа, во текот на вчерашниот ден беше направен обид, верувајте, најпрво на мирен и еден сосем културен начин да најдеме механизам на соработка. Меѓутоа, со оглед дека истото не се случи, бевме приморани и ноќта да ја поминеме таму и верувам дека и така ќе биде и во наредните денови, се додека не се изнајде механизам за извршување на таа судска наредба. Пред да преминеме на прашања, би адресирала уште еден момент од текот на вчерашната вечера, тоа е кога излеговме надвор со специјалната јавна обвинителка. И јас се обидов да кажам дека за жалење е кога имаме ситуација да државна институција не спроведува судска наредба и како тоа обичниот граѓанин да го свати, која е улогата на судовите кога државните институции не ги спроведуваат судските наредби. Нас ни беа поставувани прашања за вработени лица во ова јавно обвинителство. Јас се обврзав дека ќе обезбедиме одговор транспарентно и отчетно, како што до сега тоа сме го правиле, и еве го одговорот. На 1.10. оваа година објавен е оглас за 37 работни места, за 12 работни позиции, вкупно се бараа 37 работни места. Огласот беше објавен во весниците Утрински весник и Коха. Рокот за доставување на документација по огласот беше 5 дена. Добивме 41 пријава за 37 работни места. Имаме статистички податоци кои што во овој момент не би ве оптоварувала доколку не се предмет на понатамошен интерес, би преминала исклучиво на интересот што вчера го презентиравте за лицето за кое што вчера ме прашувавте. Точно е дека тоа лице, нема проблем, јас ги имам сите податоци од огласот и знаев дека ќе биде предмет на интерес и покрај поважните работи, меѓутоа сепак ние сме тука транспарентно да одговориме така на сите прашања од интерес, па се разбира кога не сме го исполнили очекувањето на јавност. Значи, ве молам сега да преминеме на одговор. Лицето за кое што вчера се поставуваа прашања е примено како лице кое што врши технички и помошни работи во ова јавно обвинителство. За неговата работна позиција поднесена е една пријава и тоа беше пријавата што господинот ја поднесе за кој што прашувавте и со оглед дека согласно законот ги достави сите документи кои што согласно законот треба да се достават и ги исполнуваше условите од огласот, нормално тоа едно лице е примено. За останатите лица кои што ви се предмет на интерес, се разбира, ќе ви одговориме подоцна, односно во текот на оваа прес-конференција. Дали лицето кое е вработено е осудено и му е одлежана затворска казна за измама? Тоа беше прашање. Така, сега ќе ви одговорам и на тоа прашање. Како што ви напоменав, законот предвидува услови кои што се неопходни за едно лице да биде вработено. Осудуваноста или неосудуваноста не е една од тие услови, туку дали постои забрана тоа лице да врши одредена професија, дејност или должност, зашто ние добивме од судот потврда дека таква забрана тоа лице не поседува. Друго е, пошто верувам дека не сте правник, е што постои институт во кривичното право кој што се нарекува рехабилитација и за секое лице кое што осудено и е издржало казната, после известно време настапува рехабилитација, односно престануваат правните последици од осудата. Така што тоа е се што имам за ова лице конкретно да ви кажам. Ги исполнуваше господинот условите и затоа е примен на работно место. Сега ќе преминеме на прашања, доколку испуштив нешто и во однос на интересот
да напоменам, кажа и колешката Фатиме. Денес специјалната обвинителка со други обвинители се уште се во Управата за безбедност и контраразузнавање. Во текот на вчерашниот ден бевме известени дека постојат пречки да се прибават податоците од системот за следење на комуникации затоа што единствените две лица од управата што имаат пристап до тој систем на ниво кое што овозможува извлекување на податоците не се во моментот во државата и од управата произведоа обврска, иако беше навистина зачудувачки за нас како нема ниту еден друг кој што може да пристапи во момент и како би се постапило во момент на ургентност, сепак не известија дека во текот на денешниот ден ќе направат напори овие лица да се вратат во Република Македонија и очекуваме таквите ветувања кои што ни беа дадени денес да бидат исполнети и очекуваме веќе во текот на денот да добиеме информација дека лицата се вратени во Република Македонија и да пристапиме кон извршување на судската наредба во делот на следење на системот во делот на прибавување на податоци од системот за следење на комуникации. Сакам да разјаснам уште нешто бидејќи вчера по нашата пресконференција одржаа пресконференција и представниците од Министерството за внатрешни работи. Она што мора јасно да се знае дека ние како обвинителство нити не интересираат, нити бараме податоци за тековни посебни истражни мерки, нити пак сакаме да направиме упат во безбедносниот систем на државата. Напротив, наш интерес е токму институциите од таков карактер да работат професионално и законито и за она што се случи изминатиот период да добиеме правна разрешница, односно да прибавиме докази и да покажеме дали прво злоупотребите навистина се настапени во таа институција, ако се настапени да не представува институцијата како институција, да нема лоша етикета, туку да се знае кои лица од таа институција се одговорни, затоа што ние и понатаму веруваме и сакаме да веруваме дека во таа институција најголем дел од вработените лица се професионалци кои што професионално и честно си ја работат работата. Тоа е што имаме да кажеме и во однос на вчерашните обвинувања кои што беа упатени на наша сметка. Ние знаеме дека дел од овие помошни системи не се во собственост на Министерството за внатрешни работи и се во собственост на телеком провајдерите, односно телекомуникацијските оператори во Република Македонија, и мобилните и фиксните оператори. Сепак, не сме отишле ние во Министерството неподготвени, туку ние точно знаевме дека тие системи кои што не се во собственост на Министерството се наоѓаат во просториите на Министерството. На Министерството останува да објасни нешто што не е ваша собственост, што бара кај вас дома. Тие прашања ќе ги упатите на Министерството, не можеме да ви обезбедиме одговор. Се прават напори и вчера апелиравме. Компаниите кои што генерално ги произведуваат тие системи, да не се ставаат во незгодна позиција и да не се зборуваат работи кои што можат да штетат на нивниот углед како компанија, бидејќи сосем случајно тие се производители на таа опрема и се прават напори да се обезбеди лице кое што ќе може да асистира во спроведување на таа судска наредба. Обврска за тоа има Министерството за внатрешни работи, односно Управата за безбедност и контраразузнавање, како институција кон која судската наредба е насочена, и иако обврската е нивна, сепак компаниите беа контактирани исклучиво на наше инсистирање и по наше барање, а не по ангажман на управата. Тука лежи она што ние постојано апелираме дека постои недостаток на волја за спроведување на судската наредба и недостаток на човечки и технички капацитети, како што вчера кажавме. Се надевам дека сега е малку појасно како стојат работите. Детални податоци не можеме подетални од ова, за тоа како процесот се одвива и што тоа би значило да обезбедиме токму заради ненарушување на некои класифицирани информации. Во текот на целото постапување инсистираме и ние, исто како што инсистираат и службените лица во Министерството за внатрешни работи, на доследно почитување не само на Законот за класифицирани информации, туку и на сите подзаконски акти и уредби со кои што се регулира работата со класифицирани информации. Сега може да повелите со прашања. Повелете? Само момент, за да се слушнеме. Две прашања. Првото, дали ќе побарате полициска асистенција за спроведување на судската наредба, и второ, какви мерки за обезбедување на присуството побаравте од судот за осомничените во двата предмети кои што се презентиравте? Во текот на прво ќе започнам со двата предмети, пошто денес тоа е тема
на оваа пресконференција. Значи, побарано е. Ќе биде побарано, како што кажа колешката Фетаи, мерки на обезбедување на присуство. Нема да се оди со мерка притвор, ако е тоа вашето прашање, ќе побараме мерки на предпазливост. Кои конкретни мерки ќе бидат побарани, ќе ве известиме дополнително во текот на денот. Сакаме прво да го поднесеме, нели, како што е редот барањето до судот, а потоа и ќе ве известиме од моментот на поднесување што е точно поднесено. Во однос на тоа дали ќе побараме полициска асистенција, се извинувам, како што кажавме, асистенција беше побарана во текот на вчерашниот ден, во смисла доколку наидеме на неможност за спроведување на судската наредба. Сега веќе спроведувањето на судската наредба со оглед дека веќе вчера воспоставивме контакт со управата за безбедност и контраразузнавање, мислам дека нема да има и се надевам дека нема да има потреба од било каква останата асистенција и во текот на денешниот ден очекуваме, како што ни беше ветено, од управата да бидеме контактирани, дека нивните стручни лица се веќе пристигнати и ќе може да пристапиме кон извршување на судската наредба, бидејќи тоа беше основната пречка која што ни беше наведена. Повелете позади? Вака, ние не можеме да ги контролираме влезовите и излезите на Министерството за внатрешни работи, во кругот на кој е лоцирана и управата за безбедност и контраразузнавање. Она што е јасно на сите службени лица и што верувам дека и до сега стана јасно преку нашето работење, е дека уништувањето на службена документација и службени податоци се кривични дела сами по себе. Така што веруваме, како што кажав, и се надеваме дека во тие институции работат професионалци и очекуваме тие податоци да не бидат уништени во овој измеѓу период. А што би се случувало, кога би се случувало, не би се впуштале во предпоставки. Повелете? Да, позади господинот. Се извинувам, позади, па после госпоѓата. Имам едно кратко прашање. Повелете. Ставот на УБК беше дека дел од следењата се се уште активни. Така. И дека представува проблем поради тоа да ве дадат. Први во тој дел, дали ќе ги барате и тие за кои они тврдат дека се дел активни следења, започнати во периодот за кој вие се интересирате, и дали со тоа се подкопува безбедносниот систем, како што тврди УБК и сака да представи во јавноста дека со вашите барања во овие материјали ќе се подрие безбедносниот систем во целост. Вака. Ние бараме податоци за одреден период. Потврдењето на управата за безбедност и контраразузнавање, нивните устни изјави, иако писмена потврда се уште немаме, ќе видиме дали е тоа така кога ќе завршиме увид во судските наредби кои што се издадени. Постојат активни мерки кои што се однесуваат и на периодот кој што ние го бараме. Сакам да потенцираме дека ние сме државна институција која што работи со класифицирани информации. И дека наша должност е сето она што не се однесува на нашата работа да го чуваме како службена тајна. Од тој аспект гледано, ние не сме тука да оддаваме податоци за тековни посебни истражни мерки. Напротив, во наш интерес е безбедноста на државата да е на прво место и токму од тие причини ние сите податоци кои што ги прибавуваме, ги чуваме и постапуваме со нив согласно законските прописи. Така што би ги отфрлиле како неосновани тврдењата на управата дека со нашето работење би се подкопал безбедносниот систем. Истата ситуација за еден куриозитет кој што не е познат на јавноста, како тврдење од нивна страна ја имавме и кога првпат одземавме компјутери од управата, па како што гледаме последици од самиот акт на одземање до ден денес нема, затоа што ние повторно потенцирам со тие податоци работиме со исклучително високо внимание затоа што сме свесни и за сензибилноста на податоците со кои што располагаме и нормално за одговорноста на институцијата од која што сме ги прибавиле тие податоци. Повелете, госпоѓата, да, извинете, па после вие. Кажавте дека сте поднеле барање до операторот, бидејќи нели треба да се поднесе барање до операторот, бидејќи само тој кој што може да ги оддели завршените од активните примерки. Меѓутоа, добро, повелете, ќе ви појаснам. ова е за јавноста која што нели не знае, бидејќи така, ве разбирам, да. Имаше таков изглед дека УВК е таа која што ја кочи процедурата, меѓутоа исто така потоа официјални лица објаснија дека фактички операторот е тој кој што треба да ги оддели активните од завршените примерки. Прашањето ми е дали тоцна некаде околу 8 часот било испратено барање до операторот, дали точно дека кажав дека на ваше барање, меѓутоа дали вечерта било испратено барање, бидејќи
знаеме дека бевте таму некаде од Пладне. Така. И исто така понос на комисијата која што ја спомнавте. Кажавте дека има луѓе кои што се вработени во УБК, меѓутоа дел од медиумите пишува дека има луѓе кои што се вработени, односно се дел од комисијата, кои што не се обвестуваат да бидат дел од комисијата, односно немаат полициски овластувања. Вака. Прво ќе започнам со оној дел што го поставивте како прашање, се однесува на мобилните оператори. Представник од компанијата која што ги обслужува мобилните оператори, точно е дека треба да ги издвои не активните од активните мерки, туку податоците кои што ние ги бараме од целокупната база на податоци која што ја имаат во Министерството. Меѓутоа, ако ме следевте добро, ќе забележевте дека одговорен за извршување на таа наредба е Управата за безбедност и контраразузнавање. Системите за кои што зборуваме физички се наоѓаат во Управата за безбедност и контраразузнавање, што значи и би подразбирал вас Управата за безбедност и контраразузнавање да ви овозможи физички да влезете во таа зграда и физички пристап до местото каде што тие системи се наоѓаат, под еден. По два, да ви овозможи юзернейм и пасворд, односно корисничко име и лозинка, со оглед дека и управата располага со тие податоци. И трето, дури потоа да се пристапи кон извлекување на податоците. Како што кажав, сето тоа е лоцирано во просториите на управата, а согласно судската наредба, управата е таа која што треба да ја спроведе и изврши наредбата. Со оглед дека ние чекавме, како што кажавте и вие, од 3 до 8 вечерта и немаше никакви поместувања, нити волја искажана, нити со ниту било какво действие, управата направи напори да ги извести телефонските оператори, односно и компаниите кои што треба да ја сервисираат опремата. Нормално, во наш интерес е наредбата да биде извршена за потребата од асистенција и за дозволата за асистирање се погриживме ние како јавно обвинителство. Повелете? Како ја коментирате денешната изјава на председателот на Судски совет, кој рече дека СЈО го доведува во прашање угледот на управните судии со нивното повикување на распит, и второ, дека Судскиот совет, како беше тоа формулирано, дека практично не е работа на Судскиот совет да дава мислење околу тоа зошто не се почитува судска наредба, туку тоа дека е проблем на оној што не ја извршува судската наредба. Прво ќе се осврнам за судиите. Би појаснила на сите дека веќе јавно објавивме дека против одредени судии, не сите судии, значи и одредени конкретни судии, отворена е истрага. Во рамки на истрагата, едно од истражните действија кои што е задолжително јавниот обвинител да го преземе, е судиите да бидат повикани како осомничени лица да дадат своја одбрана, односно да извршат увид во доказите и потоа се разбира доколку сакаат да се произнесат и да дадат своја одбрана. Така што, со нашето работење не би се согласила дека се врши притисок на судството. Напротив, сметаме дека секоја индивидуа која што работи во државна установа или во судството не е изземена од кривична одговорност доколку постои сомнение за таква одговорност. Укажувам дека за нас се сите невини се додека со правосилна пресуда не се докаже спротивното. Тоа важи и за судиите. Судиите се моментално под истрага. И сведоци бевме во изминатиот период дека и други судии во други случаи беа предмет на истраги и тогаш Судскиот совет немаше никакви забелешки. По однос на прашањето за работата на судовите во однос на извршување на судската наредба, сметам дека и тука не сме повикани ние како институција да дадеме коментар. Сонја, па господјата, па позади има. Таман, Емче, дај го таму, ќе си го подадат микрофон. Вака уште еднаш, ако може сега за вториот дел, за претресот на компјутерите. До кај е таа работа? Дали сега успеа Јанева да влезе во моментов, дали сте... Се уште не, од она што беше до пред пресконференцијата, не знам што се случува во изминатиот период додека сме сите тука, се уште не е започнато спроведувањето на таа наредба, очекуваме во текот на денот да имаме информации нови, се надеваме дека ќе бидат позитивни во смисла на отпочнување на таков тип на соработка и ќе ви известиме, се разбира. И дали Зврлевски се јави можеби Нокеска како државен обвинител да види што се случува во... Таква информација ние немаме.
Кај нас не, и таква информација ние немаме, ќе мора да се обратите во други институции. Повелете? Кажете. Мислите кога одбиваа да ја спроведат наредбата? Значи, започнавме од моментот дека лицата кои што се, да речам, администратори, односно кои што имаат пристап до тој систем, физички се одсутни од Република Македонија. Тоа беше едниот дел, а другиот дел беше дека немаат технички капацитети да пристапат кон извршување на наредбата и највеќе тука се обидувавме да најдеме заедничко решение, иако повторно укажувам дека за нас беше зачудувачки, можеби тоа е така, меѓутоа беше навистина зачудувачки што нема никој во моментот во државата кој што може да пристапи на еден таков систем од такво значење за работењето и државната безбедност како подоцна и беше нагласена. Да, тоа сакам да појаснам дека судската наредба која што се однесуваше на одземање на документацијата, на ПИМ мерките, односно посебните истражни мерки за следење на комуникациите и книгите на евиденција ја бараме од Управата за безбедност и контраразузнавање како јавни обвинители и согласно членот 287 од Законот за кривична постапка имаме право да ја побараме од 8 март 2016. Не ни беше даден одговор воопшто. Побаравме од судот да биде и казнето одговорното лице кое што нормално не го има извршено таквото барање и на крај моравме да пристапиме со наредба за одземање на тие податоци, а во однос на другите ова е прв пат кога се обидуваме да ја спроведеме таа наредба. Имаме некој ред тука да завршиме, па ќе се вратиме секако. Повелете. Обвинителке, вие пред јавноста пред известно време излеговте со информации дека водите истрага, дека всушност системите за прислушување во УБК се уништени. Да. Ова се работи за нов систем кој што е во употреба во Управата за безбедност и контраразузнавање официјално од март месец 2015 година, со оглед дека нашиот мандат се протега повеќе, ние мора да го покриеме и оној дел кој што го подразбира и другиот дел од, како да ви кажам, употребата на новиот систем за следење на комуникации. Значи, она што системите се уништени, тука не можеме ништо. Сега гледаме за она што веќе е во употреба да видиме дали во периодот кој што останува се настанати злоупотреби, не се настанати злоупотреби, како што кажав, предистражна постапка е во рамки на која тие податоци не се неопходни. И вие па се префрлуваме тука. Повелете. Не. Вака. Прво и основно ние нити како што кажав, наш интерес не е да престанат тековните посебни истражни мерки. Ние не сакаме ништо што би наштетило на државната безбедност да биде превземено. И не е точна информацијата дека ние сме барале прекин да бидат прекинат да прекинат воопшто тековните истражни мерки. Нова судска наредба не е обезбедена затоа што ние веќе имаме судска наредба со која што бараме конкретни податоци, а компанијата Ериксон, како што споменавте и како што претходно напоменав, таа се јавува исклучиво како производител на дел од опремата од која што треба да се извлечат податоците и се разбира до сега барем од она што го имаме со нив како соработка, прават максимални напори да се излезе во пресред на ургентноста на барањето и на спроведувањето на судската наредба. Повелете? Споменавте дека, ако добро ве разбрав, дека веќе сте почнале да евидентирате какви, тоест во кои случаи се користеле ПИМ мерки и дека откако ќе заврши евидентирањето ќе ги одземете. Така. Дали може би имате некое ваше предзнаење и сомнеш за во колкав обем се употребувале ПИМ мерките, дали се сите евидентирани или не се евидентирани? Или откако ќе ги добиете ќе може да излезе? Откако ќе ги добиеме ќе бидат тие одземени ПИМ мерки, односно анализата која што ќе се прави, ќе се фокусира не на содржината на она што произлегува, туку на броевите кои што биле предмет на ПИМ мерките, за да видиме дали навистина се случувало следење на комуникациите надвор од судските наредби. Значи, нас судските наредби ни требаат како една основна поидовна точка, за да видиме дали надвор од тие судски наредби постоеле злоупотреби или воопшто такви злоупотреби не постоеле. Сега ги одземаме, токму како што кажам, бидејќи ни се
неопходни за таа анализа и се разбира откако ќе биде извршена анализата ќе можеме да дадеме одговори на тие прашања. Повелете? Прво да се навратам на прашање на Фабричката, кој што не го одговоривте, а тоа е пред малку споменавте дека највеќе се грижите за безбедноста на податоците кои што ги одземате. Така. Меѓутоа кредибилитетот за тоа дека вие се грижите за безбедноста не го говори истото. Значи ако вие се грижите за безбедноста на тие податоци кои што се класифицирани, кажете ми дали е точна информацијата дека во комисијата во која што е формирала Спасовски и вие, мислам и вие како СЕО, членуваат и лица кои што немаат безбедносен сертификат или доволни полициски надлежности. Тоа е едно. Друго, ако вие се грижите за безбедноста на податоците највеќе, тоа ви е врвна грижа, како го објаснувате фактот дека голем број од материјалите кои што беа доставени од страна на лидерот на опозицијата потоа се најдоа на пазарите на подземјето во регионот? Добро. И третото прашање е кажете ми за уште едно за вработување на дали е точно дека е вработен внукот на госпоѓата Катица Јанева, Ѓорѓе Делиџаков? Мислам и повеќе имиња, ама сега да не ја приватизираме пресконференцијава. И дали мислите дека тоа ви штети на кредибилитетот кој што треба да го градите како независна институција? Ќе започнеме од вработувањата, пошто тоа и примарна тема на интерес ви беше и вчера. Можам да ви кажам дека за сите работни места кои што сме добиле пријави, како што кажав, уредните пријави во најголем дел се единствени пријави и соодействуваат со бројот на работни места што се објавени за тоа работно место. Заради тоа ние сметаме дека нашиот кредибилитет како институција и професионално постапување во никој случај не може да биде доведен во прашање, токму заради тоа што во целост се исполнети сите законски услови и ние немаме дадено фаворизација на некого во однос на другого во конкретниот случај и за конкретниот оглас. Огласот беше јавно објавен, кој сакаше можеше да се јави, таа е состојбата. Сега да преминеме на прашањата кои што се однесуваат прво на комисијата која што е формирана. Јас не располагам со податок дека во таа комисија има лице кое што нема државна тајна. Сертификат. За ваша информација, во Управата за безбедност и контраразузнавање, како објект кој што е класифициран со степен на пристап државна тајна, тешко дека ќе може да влезе лице воопшто, физички да присуствува, доколку ги нема тие сертификати, како што вие велите. Така што ако информацијата беше точна, веројатно вчера ќе имавме проблеми и дел од комисијата воопшто немаше да биде присутна во просториите, така што таа информација со сигурност не ви е точна. Тоа е едно. И другото, последното, трето прашање, кој беше да ме подсетите? Во безбедноста на податоците. Сега, тоа прашање треба да го поставите на друго место. Зошто? Затоа што од моментот кога ние ги примевме податоците, имаме точно воспоставени процедури, можеме да потврдиме секој посебен ден. Кога се отварани сефовите, од кое лице, кој ги има шифрите. Значи имаме ние детална евиденција за тоа како ги чуваме материјалите и како пристапуваме кон тие материјали. Имаше материјали, затоа што тоа се класифицирани доверливи податоци, како ние тука внатрешно работиме со класифицирани податоци. Ниедна институција што работи со класифицирани податоци нема да ви даде информација како се постапува внатрешно, која е внатрешната организација, затоа што самата безбедност на тие податоци налага таа информација да не е достапна на пошироката јавност. Од една страна, од друга страна. И ние апелиравме кога излегоа таквите материјали, тие материјали да ни бидат доставени на нас како надлежно обвинителство, за да видиме дали има поклопување на тие материјали што се кај нас или не. Така што сметам дека за тоа како тие материјали се нашле на црниот пазар, како што вие велите, треба да се обратите до други надлежни институции во Република Македонија, а со сигурност повторувам по не знам кој пат дека од тука такви податоци нема и не се излезени. Значи, ве молам, тоа е општо познато кои институции се надлежни и би ве повикала, пошто еве прв пат се запознававме вчера во текот на вчерашната вечер, да дојдете на брифинг и ќе ви информираме за сите прашања од ваш интерес и за сите вакви небулози правни што ги имате, па ќе ви дадеме и совет како да постапувате во иднина. Може да се вратиме на темата? Да. Може ли точно да знаеме
кои две лица што се одговорни, кои што не се во државата, каде се тие лица вработени? Во управата за безбедност и контраразузнавање. Тоа се работи за нивни службени лица, таму вработени во делот на техничкиот дел, да речам, на управата за безбедност и контраразузнавање. Опремата во која што треба да се изврши увид во чија сопственост е точно, на која Имаме дел од опремата која што е сопственост на Министерството за внатрешни работи, а дел од опремата е сопственост на електронските или телекомуникацијските провајдери во Република Македонија. А што е со Ериксон? Тие се само производители на опремата. Тие се само производители на опремата кои што ги снабдуваат телекомуникацијските провајдери со своја опрема и како производители на опремата поседуваат, да речам, најдлабоки знаења за целиот процес, како таа опрема функционира и како се систематизирани податоците внатре, и затоа ни е важна нивната асистенција и повторно ќе нагласам дека до овој момент соработката со нив е безпрекорна. Ако нема ние податоците за издадени ПИМ мерки ги побаравме само од управата за безбедност и контраразузнавање, од причина што секој суд во Република Македонија може да се јави како издавател. Институција каде што концентрирано, избирно може да ги најдете тие мерки е управата. И токму затоа, заради целисходност, се обративме единствено до управата. Ви благодарам на интересот. Ајде. Дава можност да проверите оперативно дали овие две лица се навистина надвор од Република Македонија, дали во текот на ноќта или утрово проверивте дали физички не се во Република Македонија или некој се обидел да го спречи специјалното обвинителство, зашто можни се и санкции. Ние веруваме дека не излажале кога ни кажале дека тие лица се надвор од Република Македонија. Не се ни посомневавме дека службени лица од управата би се обиделе на тој начин да ја обструираат нашата работа. Се разбира доколку се јават такви сомненија или добиеме такви информации, ќе бидат предмет на дополнителни проверки. Ви благодарам многу на сите на вниманието. Останатите прашања би ве замолила да ги упатите на нашата имейл адреса и да имате малце разбирање периодот, затоа што продолжуваме со дежурствата и нема секогаш да можеме да бидеме достапни за коментари и одговори.